Добар ден на сите, почитувани медиуми, ви благодарам на вашето присуство. На денешната пресконференција сакаме да ви информираме за една активност која ќе ја почне Стопанската комора веќе од утре, а тоа е спроведување на проектот следење на протокот на стоки на граничниот премин Табановци. Имено уште од почетокот зародишот на иницијативата Отворен Балкан, Стопанската комора беше целосно активно вклучена во речиси сите активности кои што следеа во текот на спроведувањето на оваа иницијатива. Се со цел да може некако да им се помогне и да се олесни работењето на приватниот сектор од регионот, да се олеснат процедурите за извоз, увоз, транзит, но и да се спроведуваат активностите кои што се насочени, како што и самата иницијатива налага и на која што фактички и почива, главните постулати, значи слободно движење на стоките, на услугите, трудот и капиталот. Трите земји кои што се дел од оваа иницијатива, значи Северна Македонија, Албанија и Србија, веќе меѓусебно потпишаа неколку спогодби и договори, но она на кое што ние се фокусираме во рамки на реализацијата на нашата проектна замисла, најзначајни во делот на олеснување на протокот на стоки се договорот за меѓусебно признавање на статусот на овластен економски оператор, договорот за соработка во ветеринарната и фитосанитарните контроли, како и мерките и активностите кои што се насочени за заедничко спроведување на контролите на граничните премини, функционирањето на така наречените зелени линии и воедно линиите кои што се наменети за олеснет проток на стоки, токму наменети за економските оператори кои што доаѓаат од земјите од Отворен Балкан. Пред 3 месеци, кон крајот на март месец оваа година, комората заедно со тим од Стопанската комора на Србија реализираше заедничка посета на граничниот премин Табановци-Прешево и имаше работни состаноци со представници од надлежните институции од двете страни, значи од македонска и од српска страна, но тука беа вклучени и останатите учесници во постапката, значи вклучително и шпедитерите и беа присутни дел од извозно ориентираните компании. Меѓу другото, она што беше констатирано при таа средба беше дека спроведувањето на царинските и полициските контроли за камионите траат од прилика некаде околу 4 минути, меѓутоа спроведувањето на целата постапка, процесирањето на документите, вклучувајќи ги ветеринарните и фитосанитарните контроли, трае некаде од прилика околу половина час. Знаеме дека времето на задржување на камионите на граничните премини е многу значајно, но она што е во нашиот фокус сега, со активноста која што ја најавуваме и која што ќе почнеме да ја реализираме од утре, тоа е да направиме едно целосно на терен, значи на лице место, со огледување на спроведување на целокупната постапка, значи тоа не го вклучува само времето, него тоа вклучува целата процедура околу процесирање на документите, нивна обработка, со огледување на пропратната документација, сертификати кои ја придружуваат стоката, спроведувањето на анализите, земањето на мостри, зависно од видот на стоката и така натаму, бидејќи тоа понатаму ќе ни овозможи нас како комора да направиме и соодветни согледувања, да направиме анализи и да направиме некакви предлози кои што ќе може да ги доставиме, вклучително нели и до другите поддржувачи на иницијативата, за да може да иницираме промени кои би условиле на некој начин поголема ефикасност на процесот, а знаеме тоа колку е значајно за бизнисот, затоа што за бизнисот тоа во превод би значело помалку време и помалку пари. Односно заштеда на време и заштеда на пари. За таа цел, значи како што најавив, почнувајќи од утре, во текот на 2 месеци, значи до крајот на месец август оваа година,
тимови од Стопанската комора на Македонија ќе бидат присутни на граничниот премин Табановце во насока на реализација на замислата на оваа проектна активност, следење на протокот на стоки на граничниот премин, и тоа токму на овој граничен премин, кој што е најфреквентен граничен премин во нашата земја. Дополнително на тоа да најавам дека и да информираме дека веќе денеска на веб страната на комората објавен е и повик до компаниите да можат до нас да ги адресираат сите евентуални нивни укажувања за проблеми, состојби на граничниот премин, за кои што ние во иднина би ни било основ за идно постапување и предлагање на конкретни мерки, а да видиме и за дел од тие укажувања дали нешто може оперативно и навремено и без проведување на некакви посебни процедури или измена на одредена регулатива да се интервенира. Тука до мене е и колешката Анита Димовска, која е координатор на првата група на лица кои што ќе бидат присутни на граничниот премин во јули, и таа ќе ви даде дополнителни информации. Повелијата. Благодарам, Билјана. За нас како мала и отворена економија, но и транзитна држава, ефикасното преминување на границите е круцијално за нас, за компаниите. Праксата покажува дека трошоците што се создаваат при долгото чекање на граничните премини многу често се поголеми од фактичките трошоци кои што се плаќаат за царина. И токму затоа Стопанската комора на Македонија во континуитет години наназад укажува дека улогата на органите кои што се надлежни на граничен премин мора да се менува од традиционално чувари на општеството од нелегални активности, тие мора да прераснат или да прераснуваат во партнери на бизнисот. Во овој контекст, значи дигитализацијата, без хартиените постапки, транспарентноста, формалностите пред и на граница, како и соработката помеѓу институциите се императив за обезбедување на непречен проток на стоки. Напредок во овој дел, значи во изминативе години има, и она што е перцепција на Стопанската комора на Македонија и задоволство од соработката со институциите е констатирано и во меѓународни извештаи, така глобалниот извештај за дигитализација и олеснување на трговија на Економската комисија за Европа на Обединетите нации за 2021 година, значи констатира дека нашиве служби се поефикасни, условно речено, од оние во регионот, а и од многу повеќе европски држави. Така има помалку формалности и помалку хартија за увозно-извозните постапки. Но независно од ваквите констатации по различни извештаи, сепак до комората пристигаат реакции од компании и укажувања како во делот на регулативата, така и во делот на постапките дека постои простор за понатамошно подобрување на состојбите и понатаму сведоци сме дека на граничните премини, конкретно таргете Табановце, постојат колони од возила, камиони, како за влез, така и за излез од државата, и токму затоа наредниве 2 месеци во летниот период лица вработени во Стопанската комора ќе бидат секој работен ден од 9 до 15 часот на најфреквентниот граничен премин. Како што веќе најавивме, целта на присуството е практично да се согледаат ефектите од мерките кои што беа превземани во рамки на иницијативата Отворен Балкан, но независно од конкретните мерки во рамки на иницијативата, генералната функционалност на граничниот премин, утврдување на потенцијалните можности за олеснување на протокот за стоки, практично тоа е целта зашто ние ќе бидеме присутни таму. Лицата кои што ќе присуствуваат на граничниот премин ќе бидат соодветно означени со цел да бидат препознатливи за компаниите и за вработените во органите кои што се надлежни на граничниот премин. Обезбедена е канцеларија соодветна од страна на Царинската управа, за што сме благодарни. И како што е најавено, веќе компаниите за одредени прашања, освен на самиот граничен премин, ќе можат да се обратат до комората преку нашата веб страна.
Медиумите континуирано ќе бидат информирани соодветно согласно изворно прибраните информации на граничниот премин и по завршување на конкретниот проект, Стопанската комора на Македонија ќе излезе со конкретни предлози до надлежните органи во државата, во зависност од тоа што е нивен домен на надлежност, но и до партнерите во рамки на иницијативата Отворен Балкан за прашања кои се регионални и кои бараат постапување на органи во соседните држави. Секако дека од оваа активност ние ќе излеземе и со препорака до нашите компании членки. Очекуваме да произлезат и едукативни настани на кои би се укажало, би се едуцирале компаниите за можностите кои што им се на располагање и затоа ги повикуваме компаниите активно да партиципираат во процесот и воедно уште еднаш се заблагодаруваме до надлежните институции, во прв ред Царинската управа, Министерство за внатрешни работи, но и на агенциите за храна и ветерина, фитосанитарната управа и останатите инспекцијски служби за соработката. Благодарам.